За 9 месеци од оваа година приходите во целиот буџет на општина Виница се остварени во износ од 174 милиони и 714 илјади денари, што е 63% од вкупно планираните. Кај основниот буџет пак, состојбата е полоша, односно, собрани се 56 милиони и 536 илјади денари, што е само 49% од планираното. Овие податоци беа презентирани на втората редовна седница на Советот на општината, на која, меѓу другото, се разгледуваше и извештајот за извршување на буџетот во третиот квартал од 2017-та. Неповолната финансиска состојба ја дополни и извештајот за достасаните и неплатени обврски, според кој општината должи над 43 милиони денари, од кои околу 4 милиони отпаѓаат на училиштата и другите буџетски корисници, а остатокот од над 38 милиони денари се неподмирени обврски на локалната самоуправа. На овој долг, беше речено, треба да се додадат и обврските за исплата на паушали на советниците од март до септември, како и враќањето на позаимицата кон Министерството за финансии од 6 милиони денари. Искажаните податоци внесоа несогласување меѓу советниците од двете советнички групи. Значи, ние ако сакаме да прикажеме дека општината е само должна 43 милиони, ние се лажеме. Значи, и позаимицата е долг дар. Плюс паушалите на старите советници 1.200.000 денари и тоа е долг на општина. Меѓутоа, затоа што во секторот за финансии ги разграничуваат долговите, расцепкани на повеќе места, и сега ако ги ние сите тие собереме долгови, ќе испадне од 100 милиони долг општина. И сега може би ќе излегнат и градоначалникот до нова година може ќе добие и други долгови по извршни решенија. Да почекаме, да видиме доколку ќе се зголемува лимитот на долгот. Значи, ние не можеме да кажеме дека е 43 милиони, затоа што е повеќе. Повеќе е долгот. Што не собираш ги долго 100 милиони. Тоаш, ако повеќе собираш, можеш да кажеш дека овој долг е до 2000... Која постојана сега? До 2025 ни е овај долг. Значи ти така кажеш. Долг е? Значи долгот од 100 милиона ни е до 2025-2026. Поради обврските што чекаат подмирување и помалите приходи од планираните, на седницата се најде точката за ребаланс на буџетот за 2017-та, со што основниот буџет на општина Виница се намалува за 12,5 милиони денари, од што половината пак се нереализирани приходи од продажба на државно градежно земјиште. Советниците од опозицијската коалиција на ВМРО-ДПМН рекоа дека нема да гласаат за ребалансот, бидејќи со тоа се кратат пари за завршување на некои инфраструктурни проекти. Од советничката група на СДСМ пак рекоа дека недостасуваат пари за овие проекти да се реализираат, затоа што биле нереално планирани. Колку пари, толку музика. Колку се соберени пари? Да го погледнем основниот буџет. 100.000 евро имаме само за капитални расходи. Значи, тоа цело време ние што го зборевме при креирањето на буџетот. Проекцијата е нереална, превисока. Дајте намалете. Колку пати го тоа збориме ние во претходниот совет? На крајот од дискусијата, ребалансот доби поддршка од мнозинството во советот. Потоа се разгледаа и останатите точки од дневниот ред, што главно се однесуваа на именување нови членови во управните одбори на Градинката, Домот на културата, Музеот, Здравствениот дом и во Средното општинско училиште Ванчо Прке.